Во петок и сабота во Македонски Брод по 16-ти пат ќе се одржува манифестацијата Фестивал на Костенот, кој за разлика од минатото годинава се одржува 2 дена. Ќе започне вечерта во петокот каде ќе може да се дегустираат печени костени и ќе има културно-уметничка програма. Во саботата пак прво ќе има изложба на ракотворби од костен кои што ги изработуваат децата од градинката и основните училишта. Потоа ќе има дефиле на културно-уметнички друштва кое што ќе финишира со настап во центарот на градот на градскиот плоштад. Инаку костенот е најкарактеристичниот и најпознатиот плод и бренд од поречието, кој што е баран низ цела Македонија, па и пошироко. И ќе може да се вкуси печениот поречки костен. Ќе имаме исто така изложено и многу производи, еколошки производи, здрави производи кои се користат низ поречието. Тргнувајќи од медот од костен, кој е доста надалеку прочуен и квалитетен не само во Македонија, туку и надвор од неа. Во просек во поречието се произведуваат поколу 300 тони на костени годишно. Но проблем имало тоа што профитот завршувал во рацете на прекупците, наместо парите да завршат директно во џебот на жителите од овој крај. Така ние како општина веќе водиме соодветна стратегија да донесеме инвеститор во поречието кој ќе помогне во кај што ќе имаме легален откупен пункт и ќе имаме баре полупроизвод од костен или калибрирање на самиот костен, па потоа тој од тука да се извезува во Македонија или надвор од неа. Друг проблем е тоа што до костеновите шуми тешко се стигнува. Нема патишта, нема инфраструктура, а дел од дрвјата веќе започнуваат и да се сушат и треба да се заштитат. Дел од костеновите стебла почнуваат да се сушат. По општина Македонски Брод оди на таа варијанта да се изработи во соработка со стручни лица соодветна студија за да може да ги заштитиме тие костенови стебла. И сметам дека доколку ги заштитиме нив, подобро би било ние да продолжиме костено да го собираме на овој, како што рековте, може би екстензивен начин, отколку да одиме со плантажи. Само треба да ги заштитиме самите стебла и исто така тоа општината не е во можност, но меѓутоа државата треба тука да стави рака да обезбедиме соодветни пристапни патишта до самите костенови шуми. Од општината вела дека биле во интензивни преговори со повеќе компании за да се отворат економски капацитети во Македонски Брод за откуп и преработка на костенот.